Почитувани представници на медиумите, добар ден и ви благодарам за присуството. Буџетот за 2011 година е список на желби, кои се стари, веќе видени и со години нереализирани. Всушност, хартијата трпи се. Годината по обичај започнува со амбициозен буџет и голема помпа, а завршува неславно со сосема полоши остварување. Или заради неспособноста на владата да направи точна проекција, или заради незината неспособност да го реализира предвиденото. Предпоставките на кои се темели буџетот покажуваат дека владата повторно бега од реалноста, исто како што ги промаши предвидувањата во 2009 и 2010 година, па после ги пеглаше со ребаланси на буџетот. Нереалноста на предвидениот раст на економијата и на инфлацијата го доведуваат опрашање и остварувањето на буџетските приходи предвидени со буџетот за 2011 година. Патем се поставува прашањето: зошто владата предвидува толкава инфлација за 2011 година? Дали затоа што планира поскапување на струјата или затоа што очекува новиот гувернер да ја разлабави монетарната политика? Владата го нарече буџетот развоен, ама тоа е ефтин медиумски трик. Проектираната стапка на раст на капиталните инвестиции во 2011 година, со која владата толку се фали, е само нивно враќање на нивото што беше предвидено со почетниот буџет за 2010 година. Ако владата не успеа да ги реализира капиталните инвестиции во 2009 и 2010 година, зошто некој би верувал дека тоа ќе го направи во 2011 година? Напротив, искуството покажува дека таа ги крати капиталните инвестиции во 2009 година за повеќе од половина, а во 2010 година за 1/4. За да биде буџетот развоен, потребно е капиталните инвестиции да бидат квалитетни и долгорочно да го поттикнуваат економскиот раст. Наместо тоа, во буџетот се истите проекти што се повторуваат од година во година. Колку за инвестиции во патишта, исто толку за споменици, жичари, музеи, споменици, владини згради и двокатни автобуси. За енергетика пари во буџетот нема. Целата земја е заложник на владиното трошење пари за мегаломанскиот и недомакински проект Скопје 2014. Какви пораки испраќа владата со буџетот за 2011 година? Владата не менува ништо и не се откажува од голем буџет. Најлошо е што тој не е насочен кон решавање на најголемите проблеми на граѓаните – рекордната сиромаштија и невработеност. Од 2 милиарди и 723 милиони евра, колку што ќе се потрошат, со владините програми за намалување на сиромаштијата и поттикнување на вработувањето, се предвидени само 8 милиони евра. За поддршка на развојот на малите и средни предпријатија, предвидени се срамни 0,1 милион евра. Ама затоа, за набавка на стоки и услуги ќе се потрошат огромни 591 милион евра, а за договорни услуги речиси 420 милиони евра. Со тоа владата повторно покажува дека, како и во претходните години, нема чувство за состојбата во која се наоѓа економијата и животниот стандард на граѓаните. Буџетот за 2011 година покажува дека пензионерите се соочуваат со се поголем ризик. Наместо да јакне финансиската самоодржливост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, владата го направи фондот зависен од неа. Сега секој трет денар што фондот треба да го потроши, мора да дојде од буџетот на државата, со што исплатата на пензиите многу зависи од состојбата во буџетот и последиците врз него од проекти како што е Скопје 2014. Во здравството нема подобри денови за лекарите и болните. Не е предвиден ни денар за нов клинички центар, а ќе биде набавен само мал дел од долго најавуваната медицинска опрема. Во образованието нема желба за подобри услови за учење на студентите и учениците. За изградба и реконструкција на основни и средни училишта и за реконструкција на ученички и студентски домови вкупно се предвидени само 4,7 милиони евра. Тоа е помалку од парите за жичарата до Милениумскиот крст во Скопје. На владата не е приоритет ни влезот во НАТО.
Продолжува кратењето на буџетот за војската, со што тој е двојно понизок од критериумите на НАТО. Почитувани, СДСМ утре ќе ги поднесе своите амандмани на буџетот. При тоа, СДСМ ќе покаже како конкретно, транспарентно и разумно треба да се употребат парите од државниот буџет, за да се поттикнат инвестициите и да се отворат нови работни места. Преку нашите проекти за бескаматни кредити за инвестирање, бескаматни стамбени кредити, изградба на нов клинички центар, изградба на конкретни патни правци и енергетски објекти.